Прво морам да укажам, немам намера да влезам во дискусијата на колегата од СДСМ. Мислам дека колегата веќе му одговори и му кажа каде му е местото кога некој сака да си игра политиканство кај што нема потреба. Би сакал во однос на документите на кратко да искоментирам, а и да го искористам присуството на Фискалниот совет, бидејќи имаме документи кои што навистина може да ни помогнат, а од друга страна можеме да увидиме дека сепак извршната власт веќе дефинирала и процес, и план, и развојна стратегија каде ќе се движиме и на кој начин планираме да ги извршиме, односно ги очекуваме резултатите од имплементацијата на новите политики. Верувам дека има Фискалниот совет и добра комуникација со Министерството на финансии, па и со собранието, бидејќи размислувањата би биле од корист во секој случај. Добро ќе беше, например, оваа идеја за кривично дело за преземени, неизвршени обврски да беа уште минатата година, имајќи предвид состојбата како се наследи новата власт со ние 12 милиарди простор, неколку милиарди во фондот, неколку милиарди во пензијата, во пензискиот фонд, едно чудо договори и спроведени тендери кои што не биле исплатени, што беа малтене на нагазна мина. Но ете, со самиот ребаланс се укажа капацитетот на владата како може да се справува со нив, излеговме, консолидиравме ситуацијата, држи дискусијата за фискалните ризици. Се разбира дека од ваш аспект разбирам и зашто сте ги укажале, бидејќи тие можеби постојат, но за краток период верувам дека тие размислувања или стравови мислам дека ќе бидат намалени. Би сакал да поздравам укажувањето на сметководствените стандарди. Очекувам и јас дека примената на истите можеби нема да биде толку лесно, ќе биде интересен предизвик од први 2025, но тоа пропратено со дигитализацијата и пред се имплементацијата на е-фактура доколку успее управата и Министерството исто да го спроведе, ќе имаме резултати и тоа ќе биде дел од една поширока борба против сивата економија која што ќе биде изведена, а и да согледаме подобро состојбата со која што се соочуваме. Она што сакав и вашите размислувања да ги видам доколку имате простор за малку, ето уште еден краток осврт од ваша страна е делот кај локалната самоуправа. Имаме согледувања, точно е, биле генерирани тие делови, точно е, преходно имаше исплата на нивните долгови и не само што не беше постапено, туку имаме констатирана состојба сега дека повторно се наталожуваат долговите и дека треба нешто да се размислува во однос на едно стабилно издржано финансирање на единиците на локалната самоуправа. Верувам дека размислувањата во фискалната стратегија се токму тука затоа се подигна на 10%. Држи и вашето укажување, односно зголемените приходи од личен доход и ДДВ-то исто така ќе помогнат. Но она што мене ме интересира, и јас ги имам истите размислувања во таа насока, дека треба да се размислат и другите типови како истите да се финансираат, односно да бидат само одржливи. Владата направи еден огромен гест, голем дел од опашките, вако условно кажано, ќе бидат решени со проектите, со овие капитални инвестиции, оваа сериозна активност која што следи овие 2 или 3 години, но тие треба да бидат самите одржливи. Повторно ќе им дадеме риба, а нема ги научиме да ловат. Сакав да ги чувам вашите размислувања, не само по однос на основицата да се направи тотално добра процена на данокот на имот, да видиме и различни форми или да искористиме некои можеби анализи од Хрватска, од Грција што ги направија по однос на оние асесмент пакети што беа по однос на например колку голем обем на недвижнина имаме и дали е тоа луксус, дали е тоа потреба, дали е наследно право. Дали некој со 4 или 5 стана треба да плаќа ист данок на имот како оној што има, не знам, еден што заработил и еден добил во бракот или еден, не знам, во наследство. Да видиме какви се практиките тамо. Дали држењето на 4, 5 или 10 стана што некој ги поседува треба да го гледаме како социјален случај или како некој што можеби манипулира со висината на цената на недвижности, држејќи ги надвор од пазарот или недоволно искористувајќи ги. Да видиме какви се практиките на други места и дали истите би можеле да бидат применети во државата. Каков тоа би имало импакт во однос на некои појави што се појавуваат во делот на урбанизмот. Дали тие практики би можеле да ни направат
и можеби рефлексија на социјалните политики, така достапност до живење, уставните права и така. Значи во овој дел не очекувам дека се ќе решиме тука, но ете чисто како показател можеби да размислуваме во еден период кој што е пред нас, дали после буџетот или во вториот квартал наредната година, некои практики и искуства кои што би можеле да ги имплементираме и би можеле да помогнат, имајќи ги предвид сите активности кои што ќе бидат спроведени во првиот и вториот квартал следната година, а ќе биде динамичен. И по делот на инвестициите и реализацијата и капиталните расходи се надеваме се, разбира сите, каде што доколку во таа насока се движиме како што треба, ова ќе биде само дополнителна додадена вредност во целиот период. Ви благодарам.